Заедничката владина седница меѓу Македонија и Бугарија ќе се одржи и тоа воопшто не се доведува во прашање, изјави денеска владиниот портпарол Миле Бошњаковски, прашан за коментар дали последните негативни изјави на бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов и бугарскиот европратеник Андрей Ковачев за македонската историја и јазик ќе се одразат на заедничката македонско-бугарска владина седница. Бошњаковски нагласи дека иако во моментов датумот не е утврден, нема апсолутно никакви дилеми дека седницата ќе се одржи. Се договараат деталите од истата, датумот во овој момент не е потврден, меѓутоа ни најмалку не е доведена во прашање. Дополнително, само да ве информирам, премиерот Заев наредната недела во понеделник оди во Бугарија на отварање на голем инфраструктурен проект, автопат Благоевград-Кула, кој што има крак кон Берово. Регионалната соработка не само што зајакнува, ја би рекол, напротив, така што и владината заедничка седница ќе се одржи, но во моментов датумот не е утврден. Нема никакви апсолутно дилеми дека истата ќе се одржи. Во однос на реакциите од последните денови од политичко-историчарската елита во Бугарија за историски личности и настани кои ги подигнаа тензиите, дел од македонските историчари и експерти сметаат дека изјавите на Каракачанов и Ковачев треба да се сватат како индивидуални, иако некои од нив имаат и официјални позиции. Според експертите, најважни во моментов се меѓувладините релации. Историчарката доктор Наташа Котлар-Трајкова смета дека изјавите имаат позадина во внатрешните работи во Бугарија, а според неа влијание има и последниот случај со Каракачанов и неговата вмешаност во скандалот со делењето бугарски пасоши на македонски државјани за пари, но и изборите во Европскиот парламент. Предпоставувам дека има позадина во внатрешните прилики на Бугарија, а и познат е последниот случај околу Каракачанов и неговиот удел во оние пасоши и создавањето на една парична сума која што се спомнуваше во медиумите. Можеби на некој начин треба да се отргне вниманието на таа тема, но исто така и изборите кои што им предстојат во внатрешните политички прилики. Меѓутоа, кога ќе се појави една лавина на една таква реторика во однос на Македонија, јас не би ги исклучила ни западните влијанија во однос на внатрешната бугарска политика, но и руската. Предпоставувам дека тука има некои судирни интереси кои што мора на некој начин и да избие, па сега темата се зема околу Македонија. Мислам дека се многу посуштински моментите во самата внатрешна бугарска политика. Бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов и европратеникот Андрей Ковачев во изминативе денови излегоа со низа реторични изјави кон Македонија. Каракачанов најави дека ќе го оспори членството на Македонија во Европската унија, оти не го признава македонскиот јазик, како и дека земјава ја фалсификувала историјата. Ковачев пак изјави дека за него македонскиот јазик е западно-бугарски дијалект и оти посакува релацијата меѓу Македонија и Бугарија да е како онаа на Грција и Кипар.